Добро вечер и до гледачите на телевизија Алфа. Пред малку заврши последниот протест на граѓанските организации против чист воздух. Пред малку овде пред владата на Македонија. Дел од барањата ги кажа овде учесниците, па предлагам да чуеме дел од барањата од моите вечерашни гости кои ќе кажат нешто повеќе. Господа, добро дојдовте во вестите на Алфа. Добро вечер. На самиот почеток, кој се дел од вашите барања кои наредната година треба државата да ги исполни? Никола, може да почнеме со тебе на самиот почеток, а потоа и господинот да каже повеќе за апликацијата која создава. Така. Нашите барања се детални системски барања кои што се направени со луѓе што знаат повеќе од мене, но општо тие се да се направат промени во енергетиката, во транспортот, навистина навлегува во сите аспекти од нашето живење и тие може подетално да се погледнат на страната. Така, создадовте апликација за чист воздух. Колку се прочисти воздухот еве деновиве и очекувате ли барем наредната година таа апликација конечно да светне во зелено? Искрено, јас се надам дека наредната година ќе нема потреба воопшто да постои таа апликација, дека биде навистина чист воздухот надвор и да нема потреба никој да отвори мој воздух на својот телефон и да гледа. Последните неколку денови имаме чист воздух за среќа, но тоа не значи дека ќе биде континуиран тренд. Благодарение на ветрот и на дождот пред се. Точно, ова е ради метеоролошките услови кои што се случија во Скопје. И се надевам дека државните органи сериозно ќе пристапат кон решавање на проблемот, бидејќи веќе години поред сме овде и години поред ќе бидеме овде доколку ова не се среди. Така, оптимисти сте дека ќе биде подобро до година? Секогаш. Значи јас сум оптимист, не се откажувам од ова е моја родна земја, јас тука секогаш ќе продолжам да се борам за чист воздух заедно со сите овие прекрасни луѓе кои што се тука и верувам дека ќе имаме прогрес. И верувам дека градските власти, дел од министрите ќе ве поддржат наредната година, доколку и понатаму останат глуви барем на вашите барања, иако рекоа дека ќе дојдат, меѓутоа барем денеска не дојдоа. Ви благодарам на одвоеното време пред се за гостувањето и да ви посакам среќни празници и почиста животна средина до година. И на вас. И на вас исто. Благодарам. Толку би било за сега во живо од ова вклучување од пред владата на Република Македонија.